Олденбург, Германија, уапсени по кристалната ноќ. Ова се случило по кристалната ноќ. Со почетокот 18 часот на 6.6.2019 година четврток во просториите на Средното општинско училиште Митко Пенџуклиски Кратово, Младинскиот образовен форум во соработка со училиштето одржаа патувачка изложба Ана Франк историјата за денес. Водичи на оваа изложба се млади волонтери, средношколци кои поминале обука да ја раскажат приказната за животот на малата Ана. Па најпрво ние имавме една работилница во која што научивме многу за Ана Франк, за настаните кои што биле во Првата светска и Втората светска војна како измеѓу, за тоа што го претрпеле евреите во текот на Холокаустот, за семејството на Ана Франк и нивните пријатели кои што за сето тоа време во текот на војната се криеле во тајниот анекс, но за жал не ја дочекале слободата, но сите овие слики што ги гледаме овде на ова изложба се едно сведоштво за она што тие го проживеале во текот на таа војна, за она што станало некако запишано во тој прочуен дневник на Ана Франк. Ова се представени Ана и Марко. Ова се случува во периодот кога одобрени подготовки за емигрирање. Ана и Марко пристигуваат со нивната мајка во домот на бабата Холундар во Ахен, Германија. На ова слика се прикажани еврејски бегалци качени на Сент Луис во пристаништето во Антверп, Белгија, 17 јуни 1939 година. Тук почнува прогонот на евреите, ноќта помеѓу 9 и 10 ноември. Биле свесни за тоа што следува, за тоа што се случува во Вестербург и за депортирањето во Полска, но и за оно што се случувало во Аушвиц. Но од друга страна знаеле дека војната е при крај и се надевале на среќа и на тоа да се спасат и да преживеат во војната. На оваа слика е покажана идентификацијската картичка на Ана Франк од Вестербург, а ова се листите на со депортираните кои што и ден денеска се уште постои. Депортираните ги ставале во вагони за пренос на стока и во еден вагон имало околу 70 лица, тие биле оставани со денови без храна, без вода и со само една единствена кофа наместо тоалет. На 12 јуни 1922 година мајка и Едит Франк, а татко е Ото Франк. Тие долги години живееле во Германија, но поради многу тешката состојба на Германија, тие морале да се преселат во Холандија. Кризата во Германија откако започнала, таа започнала од Првата светска војна во 1918 година со пораз на Германија. Патувачката изложба Ана Франк историјата за денес е посетена од над 5 милиони посетители во над 40 држави во светот. Таа е една од најпознатите светски едукативни изложби кои се однесуваат на Холокаустот и човековите права. Изложбата е составена од 39 изложбени панели кои ја раскажуваат приказната за Ана Франк, истовремено раскажувајќи за Холокаустот и Втората светска војна. Изложбата прикажува фотографии од детството на Ана, подемот на нацизмот, погромот на евреите и реакциите на луѓето. Се ова е раскажано преку животот на едно семејство. Изложбата ја дополнуваат 7 панели за домашниот контекст во период по Втората светска војна до денес. Овие панели се изработени од домашни експерти Мишо Докмановиќ и Бесник Емини. Изложбата во Македонија е изработена и донесена во рамки на проектот Историја, повиест, лекции за сегашноста, кој е поддржан од Европската Унија, а поддршка доби од Министерството за надворешни работи, Министерството за култура, Министерството за образование и наука, Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија и амбасадата на Кралството Холандија. До сега беше поставена во 21 град, а ја посетија повеќе од 19.000 посетители.
Долгогодишната соработка со Младински образовен форум во најразлични сегменти од младинското образование денеска резултира со оваа изложба на која е представен животот на Ана Франк. Сите знаеме која е Ана Франк. Учениците всушност ќе ни бидат водични низ оваа изложба и ќе ни го представат целиот живот на Ана Франк. 2 дена веќе учениците се подготвуваат, ја научиат целата историја за Ана Франк. Дефинитивно ова представува еден од многу добрите начини на кои што младите чекорат низ образованието на еден неформален начин, успеваат да дојдат до информации и пред се бенефит за нив самите, затоа што сепак ова нешто е од меѓународен карактер. Оваа изложба е дел од еден регионален проект, односно патувачката изложба Ана Франк е дел од еден регионален проект Историја, повест, лекции за денес, кој е поддржан од музеот Куќата на Ана Франк во Амстердам, како и од Европската унија. Кратово, многу ни е драго што е 24-тиот град во нашата земја, каде што стигна оваа патувачка изложба. Целта на оваа изложба е да потекне дискусија за настаните од блиското минато на целата Европа, како и посебно со акцент на Западен Балкан, и да не научи дека историјата, да ни биде лекција, да не се повторат сите тие работи. Оно што е специфично за изложбата е тоа што водичи се млади средношколци, кои што добиваат двудневна обука, тоест тренинг, за понатака знаењето да го принесат на нивните соученици. Овој проект има за цел да го покрене вниманието и потекне дискусија за настаните од блиското минато на Западен Балкан, кои се причина за различни поделби и генерирање на конфликти во минатиот век. Преку промовирање на критичко размислување за настани од историјата и нивното значење во современото време и случувања. Целта на Ана Франк Хаус и партнерите е да се постигне помирување преку диалог за заедничкото минато. Изложбата во Средното општинско училиште Митко Пенџуклиски во Кратово ќе биде отворена за посетители до 20 јуни 2019 година од 9 часот и 30 минути до 16 часот. Влезот е бесплатен.